Агенцијата за катастар. Добро утро. Благодарам што сте со мене. Добро утро, во убаво утро. Навистина имаме прилика еве во живо да ја најавиме оваа нова услуга која што вчера ја промовиравте и изминатиот период некако и ја најавувавте наназад. Ајде, што носи оваа нова? Да, услуга? Значи Агенцијата за катастар и недвижности токму така го најави, го реализираше регистарот на градежно земјиште. На тој начин сите урбанистички планови заедно со системот e-урбанизам на Министерството за транспорт и врски комплетно се носат по електронски пат. И досега системот за градежно земјиште го користеа пред се планерите и го користеа општините. Податоците од овој систем, податоците од овој регистар, односно сите урбанистички планови од територијата на цела држава од вчера се достапни за целата јавност. Тоа е новината, значи можност да граѓаните преку веб порталот на Агенцијата за катастар и недвижности да видат што е предвидено да се гради. Ако до сега постоеше мислење дека не се доволно транспарентни плановите, не се знае точно што носат градоначалниците, какви планови се носат, дали некои паркови се зафаќаат или не се зафаќаат, дали некаде се предвидува зграда, индустрија, индивидуално домување, тоа од вчера е минало. Секој граѓанин, секој бизнисмен може да пристапи на веб порталот на Агенцијата за катастар и недвижности и можност преку во моментов 993 урбанистички планови да ги види, да види што е предвидено на својата парцела, што е предвидено во соседните парцели, буквално на целата територија на Република Македонија. Многу реформи спроведовте во изминатиот период. Ајде ве, кои се реформите кои што катастарот ги спроведе последните години, ве прашувам и во насока на тоа дека катастарот доби на вистина многу позитивни оценки од странските агенции. Да, добри ви се забелешките. Во Doing Business за 2017 година катастарот влегува во два критериуми. Едниот критериум е при регистрација на недвижност и тука стоиме заедно со општините и со судовите на 50-то место, но во подкритериумите кои што се однесуваат директно за катастрите на ниво на свет, македонскиот катастар Doing Business го рангираше на 17-то место. Вториот дел каде што влегува катастарот по извештајот на Doing Business е издавањето на градични дозволи и таму сме на високото 10-то место во светот. Најновата Heritage од Heritage фондација рангирањето за економските слободи и права исто така покажа огромен напредок на Република Македонија во делот на економските слободи и права, поточно во правото на сопственост. Знаете, без економски слободи и права на граѓаните, џабе се сите други сеење на магла, јас би рекол. Без граѓаните да бидат вработени, без граѓаните да имаат средства за живот, без можност да патуваат, да инвестираат и така натаму, сето другото е сеење на магла. Во овој дел, во делот на регистрацијата на имот, Република Македонија 2016 година по Heritage фондацијата беше рангирана на 88-то место. Оваа година напредуваше за цели 42 места и во делот на регистрацијата на имот е на високото 44-то место, што се однесува до самиот катастар, ако европскиот просек е некаде од можни 50 од 100 поени, 53 поени, македонскиот катастар има освоено 67 поени, што е далеку над европскиот просек и далеку над сите катастри во регионот. Проектите во катастрот не застануваат изминативе 10 години стварно од една институција која што важеше за корумпирана, криминална, каде што владеше хаос. Каде што се чекаше ред, требаше да се дојде 2 часа пред закажаното. Не 2 часа, туку имаше професионални чекачи, луѓе што чекаа, бидејќи може да замислите град како Скопје од 600.000 жители имаше само едно шалтерско место. Денеска не само што се изгради нова зграда, не само што ги поврзавме сите нотари, сите геодети, сите општини, веќе граѓаните не доаѓаат во катастарот. Повеќе од 60% од сите предмети катастарот ги прима по електронски пат, односно граѓанинот доаѓа кај нотарот, кај општината, кај извршителот и повеќе таму ја завршува работата. Нотарот, општината, геодетот, извршителот по електронски пат ги доставуваат предметите во катастар, катастар по електронски пат ги сработува и повратно ги враќа. Така да реформите се огромни. Велите, веќе нема чекање во катастарот. Заднина на сето тоа успешноста е напорната работа во изминатите 10 години. Што ќе издвоиме како клучно што го спроведе катастарот? Многу проекти катастарот спроведе изминативе години. Значи, клучна работа е електронскиот катастар. Без електронскиот катастар едноставно не можеше да се постигнат сите работи. Ако во 2006 година катастарот имаше примерно само 300, имаше примерно, викам само затоа што се огромна бројката, 300.000 предмети. Колку е сега?
минатата година завршивме со 1,2 милиони предмети. Разликата е во тоа што во 2006 година, односно 2005 година, имавме повеќе од 30.000 нерешени предмети, а сега имаме 0,5% решени предмети, или околу 5.000, што е дневен прилив на барање. А енормен број на примени предмети. Електронскиот катастар, кој што го направивме во 2010-та, а потоа во 2012-та го направивме за целата територија на Република Македонија, овозможи брзо работење. Овозможи понатамошно негова надградување со нови системи, како дигитализацијата на планови, како масовната проценка, односно регистарот на цени, регистарот на градежно земјиште и многу други системи кои што допринесува да катастарот веќе ја надмине својата рамка на катастарско работење, туку полека се префрла она што го бара модерниот свет, она што е тренд во Западот, а тоа е мултифункционалниот катастар. Во контекст на ова, како функционира подземниот катастар? Инфраструктурниот катастар го воспоставивме законски 2013 година, а веќе 2014 година го извршивме првиот опис. Да. Многу битна работа е како држава да знаеме што се наоѓа во утробата на земјата, секакви се инсталации има. Многу држави во светот го направиле подземниот катастар бидејќи се случувале големи несреќи, за жал. Например, Холандија го направила подземниот катастар бидејќи во соседната Белгија при работа на пат пукнала голема гасоводна цевка и имало многу мртви. Добро е што кај нас тоа не нема случајно, но секој ден сме сведоци на прекини на вода, на струја, на телефонија, на интернет, не дај Боже да имаме прекин. Денеска е можеби најсериозен проблем да имаме прекин на интернет, така да инфраструктурниот катастар е како битен. Значи во 2014 година го извршивме првиот упис, сега секојдневно благодарејќи на законот за легализација на инфраструктурните објекти, значи покрај другите објекти се легализира инфраструктурите, имаме масовен премер на инфраструктурите и масовна легализација на инфраструктурите, значи во катастарот веќе се запишуваат бакарни кабли, оптички кабли, се запишуваат водоводни инсталации, канализациони инсталации, патишта и така натаму и така натаму. Значи во полн ек е уписот. Ова е убаво да се потенцира една новина што самите банки, односно бизнис секторот ја препозна, веќе и самите банки на инфраструктурните објекти издаваат и хипотеки на фирмите да можат да ги дореализираат, да можат да инвестираат во нови инвестиции, што е стварно за поздравување. Значи една цела група на недвижности, ако беше скриена, која немаше никаде, сега со регистрацијата ја вадиме надвор и едноставно ја ставаме во правен промет. Правниот промет носи економски развој. Споминавте легализација. До каде е легализацијата за дивоградби? Колку до сега? Рокот беше 30 декември 2016-та. Споминавте неколку пати дека не очекувате дека ќе се продолжи. Еве како сме со бројка. Бројките покажуваат дека од 360.000 поднесени барања во 2011 година, во моментот во катастарот имаме запишани нешто над 180.000 објекти. Значи веќе една половина од објектите се легализирани и запишани во катастарот. Рокот од 31.12.2016 година беше за граѓаните кои што имаат поднесено барање во тој рок, значи во првите 6 месеци од 2011 година, мораше да изготват и да достават геодетски елаборати до општините за да може да им се легализира објект. Податоците ни укажаа дека околу 15.000 граѓани не успеа да ги достават геодетските елаборати до општините. Значи 10.000 од нив поднесоа барање до приватните фирми за геодетски работи, но поради краткиот рок, поради многу последните денови од крајот на годината беа доставени барањата, истите не успеа да ги направат и 5.000 граѓани, иако геодетските елаборати беа изготвени, не ги подигне и не ги однесоа до самите општини. Имајќи ја превид оваа ситуација, како катастар веќе ја информиравме владата, седницата веќе е закажана за наредната седница на влада, каде што информираме за оваа состојба и ние бараме токму за оваа група на граѓани, за овие 15.000 што сепак го запазиле рогот, да се најде начин како истите елаборати да се достават до општините и да се едноставно легализираат нивните објекти. Во спротивно следува ли казна? И колкава е? Согласно законот е дека за таквите објекти нема да има легализација, што значи подлежуваат под законот за градење кој што предвидува нелегалните објекти да се срушат. Ја верувам дека ова ќе биде прифатено и дека нема да дојдеме до таква ситуација. Еве денеска се отвора сајмот за градежништво и Реал Експо. Градежниот сектор останува двигател на македонската економија. Излеговте со бројки конкретно 2016 на продадени станови, на цените на становите, некако сите ни интересира тоа дали конечно ќе имаме и се очекува ли пат на
квадратот. Да, Агенцијата за катастар недвижности некаде од април 2015 година го воспостави регистарот на цени и закупи на недвижности и од тој момент навака катастарот ги регистрира сите трансакции на недвижностите, што значи сите цени што се наведени во самите договори за купопродажба, сите цени што се наведени од страна на општините во делот на одоночување на тие договори, катастарот го води. Ние стварно со градежниот сектор имаме одлична соработка, бидејќи тие се двигатели на економијата, но и двигатели во работата на катастарот. Многу реформи катастарот направи токму да се помогне на овој сектор. Регистарот на цени недвижности овозможува еден транспарентен пазар на недвижности. Веќе на веб страната на Агенцијата за катастар недвижности секој може да пристапи во било кој дел од Република Македонија, може да провери како се движат цените на становите, како се движат цените на деловните простори, како се движат цените на закупите. Буквално на секој дел од државата. Цените на становите се една работа која што е пазарна. Значи, пазарната економија во овој дел е главна. Значи, се зависи од понудата и поборувачката на станови. Минатата година имавме преку 16.000 трансакции. Минатата година во првиот квартал имавме огромен број на трансакции, преку 5.900 трансакции, за во текот на годината и последниот квартал го завршиме некаде со околу 4.000 трансакции. Цените покажуваат, имајќи ја предвид големата понуда на станови, укажуваат на благ тренд, така да минатата година ја завршивме со просечни цени кои што во текот на целата година има благ пат. А благиот пат пред се должи на тоа што во Република Македонија минатата година ја завршивме со 2800 ново изградени станови кои што не беа продадени и преку 8300 станови кои што беа во фаза на градба, значи граѓаните во фаза на градба можат да ги купат. Значи ја завршивме со некаде 11.000 станови на пазарот на недвижности, што очигледно е дека ја задоволи побарувачката. Со оглед на тоа дека цените, со оглед на тоа што продажбите продолжуваат, продажбите растат, очигледно е дека овој тренд на благо намалување на цените ќе продолжи понатаму, но истите како цени одговараат и на понудата и на побарувачката. Ние веќе во март месец, значи веќе многу брзо ќе излеземе со првиот квартален извештај за 2017 година. За оваа година, значи првите 3 месеци, каде што ќе ги сондираме сите овие резултати и ќе бидат достапни до јавноста. Да видиме што ќе покажат бројките, но се уште останува. Ева да не именуваме одредени општини на вистина да понудат цена од 1200 и нешто евра квадрата, други општини да идат со 800-900 евра квадрат. Дали ова драстична понуда на цените некако ги принуди, еве можам да кажам, граѓаните да бегаат од градските средини кон руралните средини, тие се повеќе да се урбанизираат? Многу битен елемент секако е и животната средина, секако и загадувањето, можеби и тоа е еден од елементите каде што допринесува граѓаните да живеат во периферијата, но и условите што ги нудат општините што се во периферијата. Општина Илинден е една од општините која што нуди добри услови за живот, близина до автопат, близина до пруга, близина до градот Скопје, загаденоста е мала, затоа таму имаме енормен раст на изградба на нови објекти. Исто така имаме и други периферни општини кои што тоа го прават. Исто така и даночната политика на самите општини кои што согласно законот за даноците не имат сами и креираат во делот на купопродажбата, допринесува до тоа да граѓаните се одлучат да живеат надвор од главниот град. Впрочем, тренд е и во светот во главните градови, во центрите да се работи, да се има бизнес, но да се живее, значи едни добри 8 до 12 часа да се движи чист воздух. Така да не сме ни исклучок во целата оваа ситуација и пазарот тоа го покажува. И полека кај настанува тренд. Да, ако се внимателно анализираат цените, ќе се види дека веќе центарот нема највисоки цени. Не се највисоките цени на станови во центар, туку се веќе малце подалеку од центарот. Тоа многу зборува и секако преку масовната проценка, преку регистарот на цени, тие податоци ние ги ставаме достапни на граѓаните и граѓаните буквално сега и преку урбанистичките планови ќе може да видат и каде се гради, каде има урбанистички план, што е предвидено да се гради, чива е сопственоста, едноставно да можат да инвестираат таму. Сите овие реформи кои што ги спроведовте досега, ви посакувам да продолжите со истата динамика, зашто само го леснувате начинот на функционирање на граѓаните. Ви благодарам кој што бевте мојот гостин денес. Посакувам убав и успешен ден.